Секоја учителка со задоволство се сеќава на генерациите кои поминале низ незината школа. Бидејќи не се правеле записи, немало технички можности за онлайн настава и дел од часовите се држале по дома. Спомените се уште живи, мора да се пренесуваат од колено на колено. Најмаркантните се разбира дека се најинтересните, бидејќи низ учителот и низ ученикот се огледа цел еден период низ кој поминала државата. Ја пројде 7 дена, иди кај него, Љупка ни вари кафе, он се обтегнал на тросет, се чеше тоа стомак, он вика, мај сега да те прашам, шо прочита да разговараме малку интелектуално. Ајма сега не ме замарај до вчера, еве игравме карти, не знам, бил у Маврово, не знам што, и си одлага. А можеш ли, вика, да ми раскажеш што се раскажеш? На брзинка, ја. Викаме, чекај бе, ти 600 дели, да ти раскажам, книга да ти раскажам. Тие што не сакале да присуствуваат на наставата, биле лоши ученици или застраниле, се разбират дека заслужуваат да бидат ставени на столот на срамот. Ним, според учителката, треба да им се суди да бидат лишени од сите граѓански права. Листата е долга, но челната позиција е непроменета. Почнувајќи со Шекеринска, која влезот на Македонија у НАТО го прогласи за дострел на незината генерација. Види, ваква фашистка нема право да биде, да живее меѓу македонци. Тој што одлучува за правото на живот или на смрт се повикува на нормите кои важат во новото време, кое почнува да се мери откако така заповедал новиот бог на земјата кој тие покорно го следат. Тие што не знаат, може да научат од кога тоа всушност почнува. 2023 година, значи ја маркираше, е нултата точка од која почнува ново сметање на времето. Новото сметање на времето последно, што беше, е воскресењето или раѓањето на Христос. Точно тоа филозофот, не политичарот, филозофот Владимир Путин го искажа на овој Валдај. Тоа ново доба и тој нов бог веројатно е сосема нормално да имаат влијание и врз креирањето нови истории, уште понормално нови географии. Тие знаења не се општо познати, па затоа право да ги соопштуваат имаат само избраните. Знаете ли дека Македонија на 9 подземни езера лежи ве човече? Да. Тајланд е прв, 26% има од вкупните водни резерви на планетава и затоа му прават стално вакви Циркузи. И овдека ова Македонија У Европа сме има, изворот неа. И ти сега со 24 извори си од Карпатите нааму по 1000 години низ разни филтри проаѓа за да дојде до овде вода. Поентата е дека се наоѓаме на копчата на светот и дека од нас зависи кој ќе биде сит, а кој е гладен, кој ќе остане жеден, а кој сладко ќе се напие. За сето тоа да се реализира, потребно е само да се оствари уште еден сон. Ја едва и чекам, маштам холандската амбасада да ја затвориме, британската и америчка. Тоа ми се соништо, ќе се ослободи Македонија од еден голем терен. И на крајот, товарот е толку тежок, ама за полесно ослободување од него треба што поскоро да се стаса до перница. Ајде да идеме. Чекај прашање. Абе, јас сум стар човек, сакам да идам да спијам. Не се во прашање годините, ама сепак најдобра препорака е да се легне и се тоа да се преспие. Како во сон.